Доаѓа на студио продолжува, во продолжение Димитар Ковачевски, поранешен премиер, актуелен пратеник во собранието од СДСМ. Благодарам што сте со нас. Добро вечер, благодарам на поканата. За почеток ви дозволи од партијата да се појавите во медиуми, веќе има една одлука која што извршниот одбор има донесено за одобрување на вашите гостувања, односно не на вашите, на сите партеници. Па ги информирав, ама никој не ми врати назад дали може да дојдам или не, така да вие најавивте веќе. Ви благодарам што сте со нас уште еднаш. Ќе започнеме со економските последици. Војна во Украина продолжува повеќе од 4 години, ескалација на Блиски Исток. Граѓаните за жал го чувствуваат тие последици директно на својот џеп. Пред великденските празници цените на трпезата великденска европски. Се справуваме ли добро, се справува електронната влада добро со овој ценовен шок? Имаме и намалување, да не ги заборавиме, горивата се намали 9 од 18 на 10%. Гледайте, ние де факто имаме зголемување и на цените на горивата, и на цените на храната, и тоа особено на прехранбените продукти кои што се најмногу застапени во потрошувачката кошничка на нашите граѓани. Значи, точно е дека владата донесе одредени мерки, кои што можеше да ги донесе и порано. Меѓутоа, тоа не предизвика намалување на цените или задржување на цените на исто ниво, туку зголемување на цените. Ние имаме цени на дизелот кои што веќе се скоро 100 денари, 98 колку е дизел. Цените на бензините, цените на зејтинот се веќе над 100 денари, цените на лебот се покачени, цените на јајцата се покачени, цените на месото се покачени и така натаму, што значи дека ние имаме реално покачување на цените, реална инфлација која што граѓаните и како ја чувствуваат. И тоа најмногу ја чувствуваат оние кои што имаат најмалку во своите буџети, бидејќи храната кај нив и основните услуги зафаќаат најмногу од тоа што го имаат. И затоа сметам дека овие мерки не се единствените кои што требаше да бидат донесени, туку требаше да бидат донесени и мерки кои што ќе бидат поддршка на најранливите категории на граѓани, значи таргетирани мерки. Од аспект на поддршка финансиска на оние кои што имаат најмалку, ослободувања одредени од плаќање на одредени услуги повторно на овие категории на граѓани, бидејќи оние кои што имаат големи приходи се помалку погодени од оние кои што имаат, се разбира, помали приходи. Потоа, зависно од бројот на членовите во семејството, исто така влијае на тоа кое семејство колку може да се справи. Ова инфлација и ова зголемување на цените не е за нешто што е неочекувано со оглед на војната која што се води во Иран, и не е за потценување војната која што се уште се води во Украина. Бидејќи некако ја заборавивме. Ние ја заборавивме, меѓутоа зголемената цена на маслото за јадење е токму заради војната во Украина. Бидејќи најголема житница, најголем производител на суровини е Украина. Зголемувањето на цените на вештачките ѓубрива кои што едно време се намалија, сега повторно се зголемија заради војната во Иран. Бидејќи основна суровина за производство на вештачки ѓубрива е гасот. Што значи дека тоа ќе го поскапи земјоделското производство на среден рок. Тоа нема да биде поевтино, тоа ќе биде поскапо. Дополнително што нашето земјоделско производство не е доволно за она што ние го конзумираме како држава. Ние сме увозно зависна држава од прехранбени производи. И сето тоа бара од владата спроведување на еден план кој што ќе биде со мерки конкретни за поддршка на најранливите категории на граѓани. Меѓутоа, тука не смееме да ги заборавиме ниту компаниите. Бидејќи најголемиот број на компании, над 90% во Македонија, се мали и средни предпријатија. Тие мали и средни предпријатија зависат од трошоците кои што играат многу значајна компонента во нивното производство, во нивните услуги доминантно, со оглед на малиот обем на промет кој што го имаат, бидејќи тие се мали и средни предпријатија. И тие се изложени на овие трошочни притисоци. Цената на горивата, цената на транспортот за достава, за испорака на своите услуги, за достава на суровини и на одредени материјали кои што тие ги имаат. Исто така тие треба да добијат поддршка. Ја верувам дека Стопанска комора или стопанските комори и ќе се огласат по тоа прашање, бидејќи на крајот на денот самите компании тоа ќе го бараат. Ние гледаме дека и војната во Иран, таа е сега во некакво примирие, кое што примирие
даде некакво даде намалување на цените на нафтените деривати, меѓутоа веднаш после тоа заради тековните преговори кои што се водат, порасна цената на нафтата, не на ниво на кое што беше. Меѓутоа исто така има и голем број на оштетени постројки за преработка на нафта, за кои што ќе биде потребен подолг временски период за да бидат ставени повторно во функција. И на Блискиот исток се случува исто така уште еден парадокс, кој што ние не го анализираме доволно во медиумите, а тоа се преговорите кои што се водат помеѓу Соединетите американски држави и Иран, а тоа е за користењето на Ормудскиот теснец. Според Конвенцијата на Обединетите нации, бродскиот транспорт е отслободен од било какви давачки во меѓународните води, па и во водите во кои што имаат юрисдикција одредени држави, бидејќи во Ормудскиот теснец има на еден дел Оман, на другиот дел има Иран. Тие се договориле билатерално дека сите бродови ќе плаќаат такса за премин. Денес гледам дека реагираше грчкиот премиер, што вели како тоа вие сте се договориле, мимо сите резолуции кои што постојат на ниво на закон за бродски транспорт во меѓународни води, да таму сите бродови плаќаат бродарина или некако меѓутоа таа такса го поскапнува транспортот и тој транспорт потоа се пренесува на купувачите. Тоа се сите оние граѓани, компании и така натаму кои што купуваат. Вие замислите парадокс, Турција да каже сега ние ќе наплаќаме во Босфор. Така. Бидејќи па Босфор поминува низ главниот град односно низ најголемиот град во Турција, низ Истанбул. Па да каже сега ќе наплаќаме и на Дарданели. Значи тоа се едни парадокси кои што моментално се случуваат на Блискиот исток, во една војна која што направи навистина голем потрес, која што потсетува ефектите, потсеќаат на она што се случуваше во 70-тите години и повторно причина беа ескалации на Блискиот исток помеѓу слични актери, така да додека не заврши тој конфликт со некакво финално решение, ќе постои ризик за зголемување на цената на нафтата. Да, сега сведочиме на едно примирие кое што можеби е привремено, не знаеме. Па ќе зависи од преговорите кои што се водат во Исламабад, гледате дека Соединетите американски држави имаат испратено своја делегација, Иран има испратено своја делегација и останува на целиот свет да чека, бидејќи ова е војна која што се води помеѓу Соединетите американски држави и Иран, односно помеѓу Соединетите американски држави и Израел против Иран, со единствена причина да Израел ја задржи својата доминација на Блискиот исток. Тоа е единствената причина. Друга причина не постои. Бидејќи војни се водат или за освојување на територии, во овој случај такво нешто не постои, или се водат заради детронизација на одредени режими, што во овој случај исто така не е карактеристика, бидејќи после еден ајатолак дојде друг ајатолак, неговиот син и сите оние кои што се околу него функционираат на исти начин, па можеби и на посуров начин, така да останува на основна причина, тоа е одржување на доминацијата на Израел на Блискиот исток и контрола на Соединетите американски држави на производството и трговијата со нафта кај најголемите производители. И тоа е интересен момент по елиминацијата на Толахот. Практично све продолжи како да тој е се уште тука. Да се вратиме дома, БДП-то на државата е проектиран за 3,2, инфлацијата за 3%. Сведочевме на интересни податоци од ММФ на почетокот од месецов. Сега буџетскиот дефицит се пишува во тој извештај дека владата го контролира преку кратење на капиталните инвестиции. Колку во едни вакви моменти тие може да бидат жртва за одржување на економија? Па гледате, во услови кога се намалува бруто домашниот производ, а се намалува бруто домашниот производ според проценките на Меѓународниот монетарен фонд, кои што вчера директорката ги соопшти, односно за глобалниот бруто домашен производ се намалени проценките. Зошто? Бидејќи 85% од државите членки на Меѓународниот монетарен фонд се увозници на нафта. Тие немаат свое производство на нафта како што и ние немаме и зависиме од светските цени и на суровата нафта, меѓутоа и од светските цени на дериватите кои што се произведуваат од суровата нафта. Исте случајот и со Македонија. Намалено производство, намален бруто домашен производ, зголемена инфлација, гледате дека и бројките за инфлацијата се зголемени, тоа врши притисок врз буџетот, односно врз дефицитот на буџетот. Или ќе го зголемите дефицитот, или ќе го одржите на исто ниво со намалување на трошоците.
ако ви се намалени приходите. Го слушнав пред некој ден председателот на владата дека мерките кои што државата ги прави го чинат буџетот 1 милион евра на дневна основа. Тоа значи тоа се 30 милиони евра на месец. Значи ако трае 3 месеци, тоа се 120 милиони евра. 120 милиони евра намалени приходи, тоа значи ако одржувате исти дефицит, треба да ги намалите трошоците за исто толку. Или ќе намалите оперативни трошоци, кои што не се во голем обем, или ќе намалите кај капиталните инвестиции. Што ќе направи владата, тоа ќе видиме во ребалансот на буџетот. Јас претпоставувам дека ребалансот на буџетот ќе биде порано од вообичаено, значи нема да биде во јуни, заради оваа криза ако продолжи сигурно ќе биде порано за месец и половина. Ќе ве прекинам, веќе во програмата за работа на владата која што е објавена на веб страницата во мај е предвиден ребаланс на буџетот, веќе ние го дискутиравме во една претходна емисија тоа и многу е интересно што во програма се предвидува ребаланс на буџет кој што треба да се случи во мај според тоа што е напишано таму. Да, ребаланс е предвиден во мај и тој мора да се случи, што значи дека владата во мај ќе го прави ребалансот, ќе го достави во собранието и тој во јуни ќе се гласа или најдосно некаде почетокот на јули. Зошто е тој предвиден? Бидејќи и приходите кои што се предвидени во овој буџет без оваа криза, тие се некаде за 12% повеќе планирани од тоа што можат да бидат приверени во буџетот. Кога ги земете анализите на претходните буџети, реализација на буџети 2025, 2024 година и така натаму, многу едноставно со екстраполација на бројките може да се дојде до тоа дека 11-12% се преценети приходите во буџетот, а се подценети одредени трошочни категории кои што заради балансирањето на дефицитот во првичниот буџет кој што се гласа во собранието се ставени на пониско ниво. И со ребалансот се зголемуваат трошоците кои што мора да се исплатат, а се нивелираат и приходите кои што нема да се соберат. И ќе трпат некои ставки кои што нема да бидат реализирани во текот на годината. Македонија, за жал, 33 години има дефицити во буџетот и затоа нашиот јавен долг постојано се зголемува. Јас сега ги слушам представниците на владата дека тие ги враќале долговите од претходните влади. Тоа може да го каже секоја влада која што функционирала во државата во секоја година. Меѓутоа, јас ќе ги коригирам, тие не ги враќаат долговите, туку ги репрограмираат долговите и креираат нов долг. Бидејќи секој дефицит во секоја година представува нов долг, ново задолжување. Така да нето и оваа година над половина милиарда евра ние ќе бидеме задолжени. Тоа задолжување влијае врз економските перформанси на државата. Бидејќи што поголемо задолжување, според поголемите цени на капиталот заради кризите кои што ги имаме од 2020 година, значи дека државата треба да плаќа и големи камати во текот на годината. Ние оваа година мислам дека каматите се негде помеѓу 250 до 300 милиони евра. Тоа исто така ги абсорбира парите од банките во корист на државата. Бидејќи државата се задолжува и на меѓународен пазар, меѓутоа се задолжува и на домашен пазар. Вие на пример ако ги погледнете профитите на македонските банки, тие се високи. Меѓутоа ако влезете во структурата на профитите, ќе видите дека половина од тој профит е направен од купопродажба на државни обврзници. Што значи дека тие профити се направени од буџетот на државата која што ги враќа со камата на банките. Не се направени во реалниот сектор, сакам да кажам дека граѓаните инвестирале или компаниите инвестирале, тие правеле, меѓутоа не во обем кој што ќе направи голем економски исчекор за државата. И затоа ние како држава во текот на 33 изминати години ние имаме стапки на раст кои што се просечни 1,7, 1,8 до 2%. Значи тука некаде е просечната стапка на раст на Македонија од почетокот до денес. Сега имаме стапки на раст од 3%, ќе дојде една криза, бидејќи се работи за држава која што е зависна од своите партнери, држави партнери, и на тој начин се губи вредноста која што е создадена во претходниот период, во некој нареден кризен период. Имаме една изјава која што сакам да ја прокоментираме. Премиерот вели дека во моментов државата со овие мерки кои што се воведени не само што помага кај граѓаните дома, туку помага и на граѓаните од соседството. Сведочиме дека
илјадници литри дневно доаѓаат од Косово, од Грција, од Бугарија, граѓани кои што точат гориво кај нас поради пониските цени. Ако порано, сега ќе парафразирам, ако порано сме биле држава која што нели барала вакцини од Србија, барала струја од Бугарија или слично, сега премиерот вели дека ние сме лидери во регионот и дека ние им помагаме на соседните држави. Гледайте, јас имам дадено една изјава дека во Македонија многу повеќе се води сметка за пиарот отколку за суштината. Прво, ние во текот на енергетската криза, гледам неколку пати дека ние сме добивале од некого нешто, ние ништо немаме добиено од никого. Целото жито кое што и ден денес се увезува од Србија и тогаш сме го платиле. Само што Србија тогаш имаше забрана за извоз на жито заради кризата во Украина и заради Македонија тие ја кренаа забраната и ние можевме да увеземе. Платено. Истовремено Албанија беше останата без масло за јадење. Македонија имаше забрана, ја кренавме забраната и можеше да се продава масло за јадење во Албанија. И во тоа време цените на бензинот и на дизелот во Македонија беа поевтини од земјите во соседството. И граѓаните од соседството и тогаш, значи зборувам за 2022-2023 година, точаа во Македонија бензин бидејќи е поевтин. И нема да го стопира тоа ни оваа влада, нити го стопирала и прошлата влада. Зошто? Кога вие купувате нафта, бидејќи ние немаме нафта, немаме ние извори на нафта, ние увезуваме нафтата. Увозот на нафтата значи одлив на девизи. Тоа прави притисок врз монетарната политика, еве наједноставно да кажам, односно таа треба да обезбеди девизи од други извори. Ние во моментов имаме намалени странски директни инвестиции драматично, што значи помалку девизи. Намалени се и реинвестирањето во постојните компании и гринфилд инвестиции во нови компании. Значи неколку кратно се намалени странските директни инвестиции. 74% ЕБОР директира во почетокот на 2025. Значи тоа е намален прилив на девизи. Заради кризата во Европа намален е приливот на девизи и од девизните дознаки кои што нашите граѓани ги праќаат, бидејќи на нив не им остануваат толку за да пратат на своите фамилии. И државата ќе користи сите средства за да обезбеди девизи. Ние имаме високо ниво на државни резерви, имаме многу стабилна монетарна политика, многу одговорна низ годините, имаме добро капитализиран банкарски сектор. Не сакам да бидам погрешно разбран, меѓутоа граѓаните од Србија, Косово, Албанија кои што купуваат во Македонија во пограничните места или од Грција, тие го купуваат со девизи. И практично нешто што ние сме го купиле со девизи, го продаваме повторно за девизи и се прави некаква си нивелација. Таа нивелација, ако ја гледам, ако ние трошиме 1 милион литри, тие дополнително негде околу 3-40% од тоа ќе купат во пограничните места, бидејќи ние не сме некоја голема држава, така да голем број на градови се практично погранични места. И тоа е нешто што нема да биде стопирано, меѓутоа мора да разграничите пиар од економска суштина. Вас ви сметаше тој пиар кога вие бевте на функција? Па не, ја не кажував дека ние помагаме на соседните држави со тоа што ќе точат бензин во Табановци или што ја знам во Дебар или во Скопје од Косово ако дојде некој. Така да е повеќе пиар страна, меѓутоа суштината е на тоа дека кризата мора да се менаџира. Тоа се очекувањата на граѓаните. Да, имавме пратенички прашања во собранието, потенцирани беа дека недостасуваат дури милиарда евра во буџетот. Дали вие можеби чувствувате дека тие економски последици кои што денес ги чувствуваме или ги имаме, дека се можеби од претходните влади во кои што и вие бевте дел? Гледате, ја веќе ви одговорив на тоа прашање. Прво, оваа влада не е една година, таа е веќе 2 години ја води државата, така да ако може минатата година да кажат дека буџетот во 2024 година велеа дека буџетот е направен од претходната влада, во 2025 година велеа дека буџетот има последици од 2024 година, сега буџетот има последици од 2025 година, меѓутоа 2025 година била на власт оваа влада. Мерките кои што тие ги преземале, активностите кои тие ги преземале, например, тие преземале одредени активности и сега имаме пад на странските инвестиции од 74%. Не може да кажете дека тоа е заради некоја си претходна влада. Тие дури имаат и од претходната влада, да кажеме, оставено големи проекти кои што сега ги работат. Ако ги видите кои се најголемите проекти во државата инфраструктурни, тоа е коридорот 8, коридорот 10D, кои што се оставштина практично од претходната влада со проектирање и така натаму со склучени договори, изгласано во парламентот, никој нема против тоа, иако имаше критики.
Други исто, реформската агенда, исто така целосно подготвена од претходната влада, тоа и премиерот го кажа дека тој ја наследил таа реформска агенда, која што е правена од страна на сите институции во државата заедно со представниците на Европската унија, која што нуди рамка за унапредување на економскиот и политичкиот систем во Македонија, побрза интеграција во земјите од Западен Балкан, односно зголемување на трговската размена и интеграција во заедничкиот пазар на Европската унија. СЕПА, например, сега започна, меѓутоа СЕПА беше уште тогаш планирана и започнати првичните активности на Министерството за финансии и на Народната банка на Република Македонија. Така да не можеме да кажеме дека се започнува од една влада и се завршува со една влада. Владите се тие кои што управуваат со процесите. Нормално дека секоја влада која што ќе дојде за работи кои што не одговараат ќе обвинува некоја претходна влада, сите влади тоа го правеле. Зошто е тоа така? Тоа беше следно мое прашање. Некако не сакаме да признаеме или да прифатиме кога ништо е добро да се продолжи во континуитет. Имавме Бехтел Јенка, низа на критики, договорот остана, па премиерот кажуваше дека тогаш на арбитража ќе се, ако отиде ќе падне договорот. Сега се работи по истиот договор кој што беше скриен од јавноста, не се објави. БРТ-то во Скопје исто така, сега повторно ќе се гради, граѓаните 10 години го чекаат тоа БРТ. Па БРТ-то ако ги вратите снимките, сала исто. Ако понишни договорот сега истата фирма. Ако ги вратите снимките за БРТ-то во Скопје, тогаш ќе забележите дека тоа е некаде 2020 или 2021 година почетокот и јас го презентирав договорот за заем за БРТ во Собранието на Република Македонија. Тогашната опозиција, сегасна власт беше против, во градот Скопје беа против, за да денес викаат тоа е најдобриот проект и решение. Можеше уште тогаш да се реализира. Сега реализацијата ќе чини сигурно поскапо, затоа што имаше инфлација невидена, посебно во делот на инфраструктурна градба и така натаму. Вие гледате што се случува со стамбениот квадрат и со неговата цена на чинење и со неговата продажна цена, така да можеше уште тогаш да биде направено. Амблок не треба да се одбиваат работи, државата е еден континуитет, кој што континуитет треба да се унапредува, сите процеси треба да се унапредуваат. Впрочем и вашиот претходен гостин, директорот на ТИРЗ, на вашето прашање, дали членството во НАТО му ја олеснува работата за привлекување на потенцијални инвестиции во наменско производство, тој ви вели да, му олеснува, затоа што такво производство доаѓа само во земја членка на НАТО. Таа сигурно нема да најде такво производство во Индија. Така да има работи кои што опозиција како опозиција биле против, меѓутоа на крај мора да се признае дека голем број на работи биле позитивни. Вчера на седницата за пратенички прашања до министерот за животна средина укажавте на сериозни проблеми во однос на екологија, загаден воздух, депони, потенциравте дека имаме национална стратегија за управување со отпад која што тапка во место или нецелосно раководи со тие регионални депони кои што никако да започнат да се изградат, се гушиме во отпад. Зошто тие проблеми не ги решивте додека бевте вие премиер? Гледайте, прво јас дадов едно образложение од 10 минути дека тие проекти беа започнати баш додека бев премиер. Обезбедени кредитни линии, за едниот проект 55 милиони евра, за другиот проект 20 милиони евра, дополнително грантови и од Европската унија и од Швајцарска. Значи, се комплет. Проблем е направена евалуација, проекти поднесени за водите од сите општини, направени првични студии за депониите и процесот е до никаде. Дури и од одговорот на министерот се види дека процесот нема да заврши во роковите. Јас и сега кажувам, и тогаш му кажав, дека одредена работа ќе биде завршена толку колку што ќе вложите труд во неа. Ако не вложувате труд, ако не сте посветени, таа работа нема да биде завршена. Така е со се во животот. Така да јас се надевам, заради граѓаните, заради државата, вие ако сте опозиција не можете да навивате ништо да не се прави за да побрзо дојдете на власт. Секако дека владите се менуваат. Ниту една влада не била вечна. Меѓутоа, државата се гуши во ѓубре. Имаме најзагаден воздух во свет, во Скопје. Значи секоја година прво место е Скопје. Тоа не го заслужуваат граѓаните. Ние уште имаме полемика дали загадува усје во центарот на Скопје. Па тоа во здраво разумска држава, мислам дека не би било ни тема на дискусија дали загадува таму каде што горат отпад.
Доволно е само да ги прашате жителите кои што живеат таму, каков воздух дишат, и толку е. Што се работи на кој што треба да се реагира, па каде во свет сте виделе цементара во главен град? Така? Дислокацијата мислите дека ќе биде тоа што треба да се направи, дека ќе се реши проблемот, бидејќи нели едната иницијатива е дислокација да се направи. Ја не знам што друго може да направите. Што може друго да направите, не знам. Добро, сакам да ве навратам, дали загадениот воздух секогаш смета само кога сте во опозиција? Не, секогаш загадениот воздух е проблем кој што мора да се решава. Јас за загадениот воздух зборувал и кога сум бил премиер. Тама, тој воздух сите го дишеме. Ние имаме годишно 2800 смртни случаи заради загаден воздух. Ние имаме најголема стапка на луѓе болни од канцер. Па тоа е заради нездрава животна средина. Ние не сме посебен тип на луѓе со посебен организам во Македонија, па да имаме повише болести од другите држави. Тоа е заради загадената животна околина и воздухот. И не само воздухот. Погледнете го Вардар. Најпрлјава река. Погледнете ги другите реки. Погледнете ги ѓубриштата. Не знам дали сте биле во Дрисла да видите што е тоа. Зашто Скопје, градот Скопје не отвори процес за интегрирано управување со отпадот во Дрисла? Не треба да идат подалеку, нека одите до Белград да видат што направи една јапонска корпорација во Белград во делот на селектирањето, во делот на преработката на ѓубрето и производство на енергија од истото тоа ѓубре за снабдување на делот Белград со топлинска енергија. Што се работи кои што се познати, не е нешто што треба сега ние да го измислиме. Ни лета времето, но сакам да фатиме и други теми. Евроинтеграциите се важен дел. Може би се заборавија изминатиот период, не често слушаме, но неделаваје барем се актуелни поради вајци, некои предлози за некакво надминување на спор кој што реално не знам дали постои со Бугарија. Може би вие повеќе знаете. Се прифати тој француски предлог, но работите закочија по промената на власта. Како гледате од денешен аспект на тој француски предлог? Гледате, прво не се зборува за евроинтеграциите, бидејќи тие не се на приоритет на агендата на оваа влада. И владата ја прави, владата ја креира својата агенда, така да не можам да се мешам во нивната агенда, што ќе биде прво на приоритет, второ, трето или четврто или пето. Уште и во време на носењето на преговарачката рамка, за волја на вистината, сегашниот премиер, тогашен лидер на опозиција, имаше став дека кога ќе дојде на власт, и тоа го кажува, и легитимно го кажува, бидејќи доби доверба од граѓаните, дека ќе издействува подобра преговарачка рамка, гаранции од Европската унија и обезбедување на права за македонското малцинство во Бугарија, соодветно со одлуките на Судот за човекови права. Побара време за да тој процес го направи, го има целото време на светот додека му трае мандатот и ќе видиме што ќе биде резултатот. Зошто прифативте нешто што не можеме да го спроведиме и сега сме закочени? Еве, ако кажеме дека, не знам, францускиот предлог е за едни добар, за други е лош, уствари тоа е европски предлог, не е француски предлог. Тој е француски предлог затоа што за останатите држави. Затоа што во тоа време председаваше со Европската унија Франција. И вие ако видите најголемиот, ако не и сите договори во Европа, сите се правени во Франција. Бидејќи Германија, Франција, Италија, еве и Шпанија ќе додадеме, се најсилните држави во Европа, односно во Европска унија. Тој договор ги адресираше. Зошто го потпишавте? Дозволите. Тој договор беше компромис изграден на европско ниво, без разлика на какви се изјави ќе чуете, во кој што од идентитетски прашања се премина кон малцински прашања, односно македонскиот јазик е без никакви додавки, фусноти и така натаму. И тоа сите новинари бевте сведоци. Признаем во Европската унија, договорот Фронтекс беше потпишан на македонски јазик, со тоа да бугарското малцинство или дел од бугарскиот народ кој што живее во Македонија биде вметнат во уставот по примерот на тоа како се вметнати и другите граѓани во уставот. Со оглед на тоа дека сегашната влада има резерви и таа вели дека низ преговори ќе обезбеди подобар предлог,
има легитимитет тоа да го прави и ќе видиме како ќе биде резултатот на На крај. преговори, сега велат дека нели Бугарија е повторно пред избори, во следнава недела, во недела треба да се одржат изборите. Така е. И некако претходно повторно има избори, велат немаме легитимитет сега да разговараме Така со ќе таа добие влада. легитимитет. Зошто се кочи евроинтегративниот пат? Зошто се одлучивме да го прифатиме тоа кога веќе не можеме да го исполниме? Гледайте, прво, сакаме ли ние да се интегрираме во Европската унија? Да. Одлично. Дали Европската унија предложи компромис за да тоа се направи? Да. Тој компромис го имаме. Нашата влада сега вели ние ќе постигнеме уште чекор напред од ова. И кажа, дајте ни време, ние тоа ќе го направиме. Кога ќе го направат тој чекор напред, ќе ја заврши работата. Да, ама ќе помине време до тоа, што младите секој ден се иселуваат. Тоа е Исто ќе биде со БРТ, тоа е прашање за владата и за тимот кој што ги води преговорите. Министерот Беким Сали, министерот за надворешни работи Муцунски и така натаму. Се кајат од денешен аспект што се прифати тој француски предлог? Па мислам дека еден ден ќе има некој директор вака кој што ќе вели добро е што сме во НАТО затоа што ќе имаме наменска индустрија која што ќе се отвара тука и сигурно ќе има кои што ќе велат добро е што сме во Европска унија затоа што имаме неколкократно поголем стандард од тоа што го имавме пред да бидеме членка на Европска унија. Уште колку долго ќе чекаме за овој процес? Знаеме со Албанија што се Па ви кажувам, тоа е процес кој што ќе мора да ја прашате тие кои што го водат процесот. Ние сега не го водиме процесот, ние сме опозиција. Ги имате предпоставките и ставовите на актуелната влада во однос на тоа што сакаат да постигнат, тие тоа јавно го кажа, да не ги повторуваме, бидејќи и сега ги кажавме. Вие гледате друго излезно решение освен внесување на Бугарија во Ќе мора да прашате на тие што преговараат. Дали вие лично гледате друго излезно решение во моментов освен на Не знам, тие кажаа ќе бидат креативни, така да ја не можам да зборувам во туѓо име. Добро, и претседателката Давкова имаше своји изјави во однос на копенхашките критериуми и почитување. Доколку се пронајде некакви гаранции, доколку се изнајде некаков нов предлог, како СДСМ би го поддржале во собрание, имаше една изјава дека вие би гласале за било какво решение кое што еве власта би го пронашла, дали гаранции, дали невнесување на бугари, дали почитување на малцинството на македонци во Бугарија. Се што ќе биде доставено до собранието во рамки на овој парламентарен состав, бидејќи јас сум член на овој парламентарен состав, ќе биде нормално со должна почит и со голема одговорност разгледано и соодветно реагирано во однос на тоа. Меѓутоа без да видиме сега под претпоставки, без доволно информации кои што можеме да ги имаме, мислам дека е неблагодарно воопшто да дискутираме. Како гледате од денешен аспект на односите со Бугарија, но и со другите соседи? Гледайте, основата Се формираше и отворен Балкан. Основата на интеграцијата во Европската унија е добрососедски односи. И ние кога зборуваме за преговарачката рамка, тогаш сите овие работи за кои што зборуваме, тие се дел од делот на добрососедски односи, не се дел од поглавјата. Значи вие имате делови кои што се наоѓаат во документите на Европската унија, се однесуваат на добрососедски односи, организирање избори и така натаму, тоа не се дел од поглавјата по кои што преговарате. Ние избегнавме ситуација во која што Србија, например, има. Србија има цело поглавје за Косово. Ние тако поглавје немаме. Ние ги имаме договорите со Бугарија и договорите со Грција во делот на преговорите со Европската унија, односно одржување на добрососедски односи со сите. Ако влезе некоја друга соседна држава пред нас во Европската унија, тогаш имаме добрососедски односи и со таа друга држава. Тоа е неминовно. Со соседите мора да имате добри односи. Бидејќи ако немате добри односи со соседите, тогаш со кого ќе градите добри односи? Тоа ја релаксира ситуацијата во самата држава, ја релаксира ситуацијата во трговските односи, во образовните односи, културните односи и така натаму. Јас се надевам дека ќе изнајдеме начин да со сите соседи имаме врвни односи на реципрочна основа, бидејќи сите треба и нас да не почитуваат, не само ние да почитуваме, и да тоа биде на добробит на сите граѓани кои што живеат на овој простор. Бидејќи Западен Балкан, ја и кога ќе го чуем името да ви кажам право, воопшто не ми е пријатно кога слушам Западен Балкан, бидејќи Балкан е Балкан, ова е одвоен еден дел Западен Балкан, за кој што постојат 72 регионални иницијативи, не знам дали знаете, постојат 72 регионални иницијативи. Берлински процес, процес за соработка на земјите,
и така натаму, значи 72 такви. Тоа значи дека постојат проблеми во комуникацијата помеѓу државите, бидејќи има 72 иницијативи. Таму каде што има нормални носи, вие немате иницијативи за добрососедска соработка. И мислам дека тој процес треба да се унапреди. Ние имаме и две држави кои што се уште го немаат на Балканот, зборувам, Западен Балкан, Босна и Херцеговина, Косово, кои што се уште ни внатрешните односи ги немаат на најврвно ниво уредено. Имаме една држава која што е на прагот на влез во Европската унија, тоа е Црна Гора, и за која што сите велат дури кои ќе отидете во Црна Гора дека тоа е веќе скоро завршена работа со оглед на... И тоа е изненадувачко, веќе знаеме каде беше Црна Гора. Па за мене не е изненадување, меѓутоа за вас може би е, за мене не е изненадување тоа што Црна Гора ќе биде прва, веројатно, членка на Европска унија од овој регион. Па не, за мене како млад лично се изненадување што мојата држава не е во Европска унија, а соседството каде што тапкале тие процеси во место, знаеме кластери колку има отворено Црна Гора, знаеме каде бевме ни на тој пат. Да. Тоа е изненадување. Тоа прашање требаше на претходниот соговорник да му го поставите. Ќе му поставиме на премиерот. Последни прашања за СДСМ. Пат на гласовите имавте, се консолидиравте ли, во каква состојба е сега партијата? Па гледайте, јас веројатно не сум најповиканиот да ви одговорам на тоа прашање, ќе треба некого од раководството да викнете, ја не сум дел од раководството, јас сум поранешен и претседател на партија, член на Централен одбор и член на Извршен одбор во 2 мандати, 3, член на Младина и така натаму. За мене беше непријатно изненадување што на локалните избори имавме полоши резултати од парламентарните избори, кои што беа окарактеризирани како историски најлош резултат, за да овие станат епски најлош резултат во историјата на СДСМ, зборувам за локалните избори. Непријатно е кога партијата не влезе ни за прв пат во втор круг во градот Скопје. Има многу работа. Не само што не влезе, заврши некој четврто, петто место. Па четврто или пето место и во голем број на други големи градови партијата заврши некаде трето, четврто место, зависно. Битола е една од нив. Битола, Куманово, не знам Прилеп како беше така натаму. Прилика големите градови заврши со некој таков резултат. Тоа значи дека пред ова раководство има многу работа. Многу креирање на политики, анимирање на членови и така натаму, за да ја вратат Социјалдемократскиот сојуз на повисоките места, бидејќи сега ние не се враќаме од второ место во Скопје на прво, туку се враќаме од четврто или пето на местата кои што се пред тоа. Ако треба да одлучите еден проблем кој што можеби е најглавен, кој што допринел до ваква состојба, што би бил тоа? Не може да лоцирате еден проблем. Мислам дека проблемите се од повеќе димenzионална природа. Тие се и организацијски, и кадровски, и идеолошки. Вие гледате дека во центар лево просторот имате веќе 4 понуди. На последните локални избори СДСМ не беше единствената понуда. СДСМ беше една од центар лево понудите, едната беше на Либерално-демократската партија, едната беше на СДСМ, на Левица и на ЗНАМ, сите тие адресираат еден исти простор. Тоа значи дека центар лево е фрагментиран простор на кој што ќе треба многу да се работи, и идеолошки, и поставеност и така натаму. Левите партии во Европа генерално не стојат многу добро. Единствено од големите држави Шпанија уште го има Педро Санчес, кој што е и единствена моментално светска рамнотежа на конзервативното водење на политиката и според неговите ставови, меѓутоа и според неговиот идеолошки профил. Тој е претседател на Социјалистичката интернационала, така наречената западна Коминтерна, и гледате дека тој е единствена противтежа во однос на она што се случува во земјите кои што се водени од страна на десни конзервативни партии, Соединетите американски држави, и Италија, и Унгарија и така натаму и така натаму. Така да многу работа има. Ви изненади тоа што левица има поголем број на гласови или таков раст? Гледате, вие резултатите мора да ги земете со должна почит, бидејќи тоа е избор на граѓаните. Треба да направите анализа дали имале подобар кандидат, дали имале подобра понуда, дали имале повеќе енергија, поголем ангажман на изборите, и сето тоа ќе ви даде одговор на прашањето што треба да правите во иднина. Ако не правите ништо различно од тоа што сте правеле, веројатно ќе завршите со исти таков резултат. Ако правите различно,
тогаш ќе завршите и со подобар резултат. Вие ги нечесто се појавувате во медиумите. За крај, што прави Ковачевски, што се вашите планови за еднина, дали повторно враќање на некоја раководна функција, можеби кандидат за премиер или Јас сум во моментот пратеник. после пратеничкиот мандат? Тоа е одговорна позиција. Се трудам да учествувам во работата на собранието со динамиката која што ја диктира председателот на собранието и парламентарното мнозинство, поднесување на закони, амандмани и така натаму, што е јавно достапен податок. Оддржувам своја катедра на универзитетот, не толку не со таква динамика со која што би сакал, како што било во минатото, се разбира заради овој ангажман. И мислам дека секој човек своето искуство треба да го искористи за да помогне во процеси за кои што смета дека треба да се менуваат. А јас сметам дека Македонија и младите луѓе во Македонија, ајде да кажеме она млади над 18 години, она средна класа на луѓе, средна генерација на луѓе, дека им треба одредена помош во адаптација на светските промени кои што се случуваат. Јас сметам дека во моментов во светот се случува економска трансформација на светот заради пандемијата, војната во Украина, војната во Иран, гледате што се случува со сојузите помеѓу државите. Потоа има големи технолошки промени, кои што технолошки промени не се веќе прашање на тоа дали ќе се случат, туку со каква динамика вие ќе ги апсорбирате, зголемување на конкурентноста, бидејќи ако зборуваме за државата, зборуваме за бруто домашниот производ на Македонија, и сите говорници што ги имате ќе се сложат дека нашата економија зависи од некого. Што можеме да направиме да таа биде понезависна и поотпорна на кризите кои што се случуваат? Градење на компетентни кадри во државата кои што ќе бидат поконкурентни. Спомнавте претходно за вештачката интелигенција. Вештачката интелигенција не е само програмирање. Вештачката интелигенција не е само дата центри. Таа е едно прифаќање на технологијата како начин на работење, што мислам дека во Македонија не е прифатено на ниво и воведено на ниво на кое што треба. Вие џабеви се дата центри доколку немате податоци кои што ќе бидат обработувани во тие дата центри. Пример, дали можете да ги имате сите податоци за потрошувачката на енергија во државата? Не можете. Дали можете да имате податоци за целиот отпад и креирање на отпад во државата? Не можете. Значи, пред нас има многу водите, исто така не можете. Каков софтвер од вештачка интелигенција ќе ставите на нешто за што немате податоци? Значи, на нас ни престои еден процес на прифаќање, процес на унапредување на вештините на жителите на Македонија, бидејќи ние немаме неограничени ресурси. Ние имаме по попис 1,8 милиони граѓани. Реално бројката е сигурно помала заради миграцијата помала од 12 месеци, голем број кои што школуваат во странство, и тоа мислам дека е сериозно помало од 1,8 милиони луѓе. Гледате дека индустриите се менуваат, текстилната индустрија скоро и да не постои. Така да треба преквалификација на луѓето, треба нови вештини со кои што ќе можат да бидат конкурентни, а на тој начин да биде конкурентна економијата. И јас во моментов, во периодов работиме со неколку мои пријатели, дел се бивши директори во технолошки компании, дел се професори универзитетски од бихевиорални науки и од економски науки, дел се истражувачи на јавните процеси, и планираме да креираме еден центар кој што ќе ги адресира токму овие прашања на економска и технолошка трансформација на македонското општество, меѓутоа и прифаќање од страна на граѓаните и да можат да бидат да го тоа искористат за зголемување и на своите предности и за предностите на државата во иднина. Да, тоа е многу важно и особено дата податоците кои што за жал ние и собствените архиви на државата се уште не се дигитализирани. Јас доаѓам од таква индустрија. Податоци, да, јасно ми е, но повторно ќе речам, и тоа е системот кој што е многу важен. Знаеме дека Google тоа што го располага со милиарди податоци, пак денес ги користи тие податоци во Gemini за гледайте, има една работа, ние многу не ја зборуваме,
порано кои биле најбогатите држави? Тие кои што располагале, како и секогаш, со суровините кои што се потребни заради обезбедување на богатството. Сега да не се враќаме во времето на Адам Смит и богатството на народите. Но кои биле? Тоа биле колонијалните сили кои што имале морнарици. Португал, Шпанија, Холандија, Англија и така натаму. Денес, кои се најбогатите држави? Не тие кои што имаат бродови и тие кои што имаат тутун, памук и така натаму, туку оние кои што располагаат со податоците. Соединетите американски држави, Кина, Јапан, Јужна Кореја и така натаму. И ако ги видите технолошките гиганти, тие гиганти се во тие држави. Европа каска зад нив. И затоа стапките на раст на Европа се такви, затоа Европа се уште не може да го најде својот економски модел на трансформација и за да тоа го разбереме поубаво, може би треба да направите една емисија со гости за извештајот на Марио Драги за конкурентноста на економијата на Европската Унија и за уште еден извештај кој што уште еден професор од Италија, исто така поранешен политичар, Енрико Лета го има правено, исто така во однос на конкурентноста на Европската Унија и практично тоа се извештаите, огромни извештаи, врз основа на кои сега се креираат политиките на Европската Унија во делот на вештачката интелигенција, во делот на конкурентноста. Вие гледате дека тие веќе преминуваат во една нова фаза, сакаат регистрацијата на компаниите во цела Европска Унија да биде унифицирана, бидејќи тие не можат да конкурираат едноставно на Соединетите американски држави, на Кина и така натаму во брзината со кои што тие ги водат процесите. Ви благодарам многу за овој разговор. Ви благодарам и на вас за поканата и сакам и на вас и на вашите гледачи да ги честитам великденските празници и да посакам на сите многу здравје, успех и среќа. Ви благодарам. Почитувани, ноќно студио продолжува, имаме уште еден разговор до крајот, останете со нас.